покрај тоа што често укажуваме на многу нелогичности, на многу погрешни состојби, погрешни политики во нашава земја, ова утро имаме можност да проговориме за нешто многу убаво и да се пофалиме дека сепак во нашата земја се случуваат и убави нешта кои што ги следат светските трендови, посебно во гастрономијата, кулинарството. Ви кажав утрово дека во Македонија неодамна се отвори ново визионерско кулинарско училиште, а ова утро најповиканите токму на оваа тема се мои и ваши денешни гости. Филип Чаловски и неговиот тим. Добре ни дојдовте. Добре, најдовме. Драго ми е што говориме за кулинарството, за гастрономијата и за се она што верувам дека ги интересира и жените, ама и мажите, бидејќи по вас се гледа дека мажите сте најмногу повикани да говорите за она што во кујната и на трпезата, од естетика па се до вкус се гарантира, така? Па, да ти кажам, Сузана, најпрво, добро утро. Ти благодарам на поканата и ние, нашата девиза е да не ги делиме во кујната колегите на мажи, жени. Ние сме еден тим кој што заеднички функционира супериорно, гледаме да се вклопиме со сите наши навики и тоа е тоа. Да. Како дојдовте на идејата? Ова училиште кулинарско ние подоцна ќе проследиме и фотографии од истото, ќе проследиме и дел од ивентите кои што таму се организираат, постоите веќе 2-3 месеци, така нели? Како дојдете на идеја? Отворањето беше на 28 јануар. Така да идејата е веќе како што кажав, одамна планираме да влеземе во тој проект. И идејата се наметна природно, долгогодишно наше работење со угостителите, долгогодишен недостаток на кадар, недостаток на знаење, на едукација доволна. И решивме да направиме еден тим на едукатори, на ментори, кои што според нас се, да речеме, джет сет во научниот свет, кои што се достапни и тоа е многу битна карактеристика, да се достапни за нас. И решивме, голем дел од нив се наши добри пријатели, веќе долгогодишни соработници, и решивме да го собереме тој тим и ние заеднички, јас, да го представиме, Златко, да го представам најпрво делот тој кор тим, со кој што го изградивме училиштето и го градиме понатаму нашиот заеднички проект FG Кулинарски консултанти и FG Кулинарско училиште, и сме многу среќни што неодамна ни се врати Јовица после 25 години искуство во Америка, донесе една свежа енергија, една бистра идеја, јасна визија. Тука се поклопивме веднаш, на иста фреквенција сме за многу прашања што се базираат за угостителството, гастрономијата и така натаму. Имаме уште Матеј не е со нас, денеска го поздравуваме Матеј, и имаме исто така тим на млади соработници, идни шефови, многу перспективни дечки, девојки со кои што исто со задоволство соработуваме. Кој што кажав, идејата се наметна некако природно. Го видовме тој недостаток, го видовме тој, да кажам, простор да створиме некој ваков проект. Голема помош, го поздравувам Марко од компанијата Фортис, кој што го разбра тој наш проект, наша идеја и заложба. Безрезервно ускочи во тој проект, помогна во голем дел. Тука се исто, да не заборавам, Злате, некој да ми помогнеш, али генерално сме... Ке ги надополниме ние доколку некој го испуштиме, еве гледаме фотографии, Јовица ќе ни помогнеш ти да ги искоментираме овие фотографии што ги гледаме. Ова е еден мастер клас, еве јас малце тука ќе помогнам зашто подобро гледам. Ова ни е мастер клас за коктел мајстори, одржан од наш соработник Кристијан Кепке, добро познат во светот на миксологисти, на коктел мајстори. Ова е исто, сега мислам, оди, не можам добро да видам, да, тоа е за коктел мајсторите.
Колку често се случуваат вакви ивенти и зашто имаат најмногу интерес граѓаните? Верувам дека многу луѓе од љубопитност би сакале да присуствуваат на овие мастер часови. Па сега сме, нашата динамика е еден мастер клас неделно. Еве ова е Ова не е ливанската кујна. либанската? Либанска. Да. До сега, значи во овие 4 месеци, да кажам, сме завршиле многу мастер класови. Голем интерес имаат мастер класовите за пекарство, би рекол, за лебот со кисело Пецива. тесто. Ова е за молекуларна кујна, одржан од Јана Клопчевска, професорката, ја поздравуваме. Исто така, наш соработник, голем експерт во областа. Ова ни е мастер клас заедно со Никстимализација еве беше го, ова, да ова е го правиме мастер класот заедно. кај што експертизата е на Јовица. Еве он ќе каже малце повеќе. Тука донесовме, значи, правевме никстимализација, тоа е процесот на правење пченка, тортија, значи од мексиканската кујна. Пробавме, користевме охридска пченка, значи старо семе пченка, значи само го модифициравме целиот процес, ама све, целиот процес беше изведен со македонски производи, дали пораснати тука, дали најдени тука. Од наше Само погледи. да. Па значи направивме како некоја македонско-мексиканска фузија, да кажеме, и беше многу успешна затоа што направивме многу добри тортии, имавме многу добар производ со македонските производи што ги користевме. Так, Јовица, можеме ли да направиме некоја паралела, еве со однос на тоа дека ти си престојувал, си работел и си искусил доста нешта во Америка, некоја паралела со кај нас? Имаме ли ние капацитет и можности да ги следиме тие трендови? Секако дека имаме, тоа ни е нас главната цел сега со школата, значи далеку сме од кулинарските значи професионализам што го имаат во Америка, да кажеме, пошто Америка од секогаш бил лидер, мислам дека за американците биле лидери за угостителство и за храна. На прав пат сме, имаме добри луѓе, има добар кадар кај нас, треба да се направи еден тим и мислам дека можеме да ја подигнеме свеста на угостителство и да мислам тоа е целта на школата, нели, да добиеме подобар кадар и да луѓето малку да се посвесни за целото гостителство, не само за храната, него за почнувајќи од шанкери, конобари до шефови, мислам дека Сите целиот угостителски услуги, така. Да. Златко, од кога љубовта во кулинарството и ако во минатото до пред некоја деценија, да речеме во кујна се плеткаа луѓе кои беа само малку побрзи и повешти, а не беа баш квалификувани за оваа работа. Денеска имаме слика, една потполно поинаква слика на луѓе кои што на вистина на ова и приоѓаат со огромна доза на професионализам, едукација и непрестано до усовршување, бидејќи гастрономијата и кулинарството бара е непрестано да бидеш во чекор со се што се случува во светот на таа тема, нели? Така и ние се приклучуваме на тоа. Јас ги прифатив да кажам добрите работи од претходно која работив, а и сега и цело време се надополнуваме со се нешто ново учиме и максимално се трудиме да го пренесеме тоа за наши следни генерации кои сега доаѓаат од средните училишта и се понатаму. Да. Кои генерации, Филип, кои возрастни групи може да се приклучат? Мене ми беше фасцинантно во оној наш непосреден разговор кога се договаравме за гостувањето, дека овде буквално немате поставено од до, туку секој еден кој што е љубител, секој еден кој што чувствува дека сака да се едуцира, да се квалификува, да научи нешто и можеби да го примени истото некаде, може да биде дел од вашето училиште. Токму така. Изненадени сме и морам да издвојам неколку интересни примери каде што можам да кажам дека буквално 10 годишни ентузијасти, јуниори во кујната ни доаѓаат и не фрапираат со нивните знаења. Интернетот си го прави своето. Се развиваат децата многу побрзо отколку што ние сме имале таа шанса да се развиме, доаѓаат до информацијата многу побрзо. Гледаат многу видеа, многу туторијали кои што им овозможуваат да они дојдат до некои знања што можда ги осознаваат и на некој начин пребрзо. И после се создаваат некои гапови, некои дупки во знаењето кои што ние гледаме да ги коригираме и да ги насочиме на една континуирана кариера на раст. И така да имавме, ни доаѓаат буквално од 10 годишни јуниори, да ги наречеме, до имаме интерес од шефови професионални, кои што исто сака да се надоградат, не застанале во
во својот пат на знаење и, како што рече Златко, да бидат во чекор со секој секојдневно нов надоградување, прогрес, да. а имаме исто така голем интерес и од домашни ентузијасти, готвачи, кои што така да би рекол школото може да користат сите, секој еден што сака гастрономијата да ја научи на вистински начин. Ние му овозможуваме науката и кулинарството да се во близок контакт. Така, храната не е само нешто што треба да го задоволи нашето чувство за глад, туку нешто во кое треба да уживаме со сите сетила. Од она што можев да забележам на фотографиите е дека се она што се подготвувало и се она што го планирате е со една врвна естетика. Јовица во она што се декорира, во она што значи еден оброк или една чинија со одредени работи, без разлика дали е тоа нешто солено или нешто сладко. Колку во Македонија се полага на естетиката и дали можеби вистина можеме да се пофалиме дека естетиката е битна компонента дури и за македонските кулинари? Секако мислам дека естетиката, ние сите прво јадеме со очите, значи кога ќе ни дадат една чинија, храната ја гледаме со очи, значи првиот контакт нас ни е со визуелно. Дали вкусно ни изгледа? Значи така е, целата естетиката на храната е многу битна и во последно време дури кај нас сум приметил дури да се оди во македонски национален ресторан, се пробува, се прави, мислам дека е многу битно, и во права насока сме тргнати и треба време, треба секако едукација, треба луѓето да се едуцираат малце повеќе дури за естетиката, како да се стави, значи тоа во подобрите, да кажеме, ресторани има позиција во кујна што само тоа прави. Да, јас се сеќавам, сега ме навративте кога веќе говориме за естетиката, пред многу години, повеќе од 15-20 години имаше еден одличен кулинар кој веќе не е жив тука во Скопје, кој велеше дури палента да служиш, дури да служиш тарана обична домашна, ако веќе ја послужуваш во ресторан, треба да знаеш тоа добро да го изведеш, добро да го издекорираш. Колку ваквите традиционални рецепти ги практикувате и ги применувате во ваквите мастер класи, каде што навистина еве понекогаш можеби и туги интернационални кујни се на мегдан, но дали нашиве традиционални јадења ги вклучуваме во се ова што правиме? Да, ние максимално се трудиме. Најпрви почнуваме од седонски состојки. Тоа не води. Потоа имам изработка, работевме колбас, домашен, македонски, со сув прас и наше месо. Исто така со професор од земјоделски факултет. А пред се, како што ви кажав, не водат седонските состојки и тоа од каде потекнало. Од тоа ние ги преработуваме и ги сервираме на наш начин. Да, а ние сме една толку богата со се и се што земја која буквално може да биде само одржлива и да профитира, да не мора ништо да увезува, што навистина е греота да ни остануваат толку необработливи површини празни. Да не забораваме и нашата органска градина. Од лани имаме наш пластеник, каде што негуваме органски производи. Дали тоа во вашиот простор каде што сте сместени? Не, тоа се наоѓа локација во село Бразда, заедно со професорот Златко Пејковски, го поздравуваме во оваа прилика и тоа е на 10 минути буквално од центарот на Скопје. Тука имаме пластеници, работиме стрикно органско производство, тоа не, како што кажа Злате, не мотивира, тоа ни е нашата инспирација, локалното, да го преработиме, да го донесеме со најдобри можни техники, да го извадиме максимумот од вкусот и од нутритивните вредности. Ја почитуваме сезоната, ја почитуваме традицијата, тоа е нашето основно лице на и во тој правец и ги едуцираме следните. Како кулинари, држите ли до тоа дека секој организам треба да го јаде она што е од поднебјето каде е роден и живеел? Вчера баш го имавме разговорот со Јоцо Ставно, да каже, јас според мене диетата основана на генетика е најоправданата. Најдобрата и најбезбедната. Ние сме едни мемориски картици на некој начин, сите во нас имаме код од минатото, на нашите предци, прадедоци. И јас како Јоцо сум живел неколку години на страна и знам што значи потребата за локална храна.
организмот се заситува после одредено време од некои зачини, на пример, сум се заситил многу брзо, иако ја обожавам индиската храна. Меѓутоа, пак на крајот на денот... Ајварче ти бара душата да си дојдеш дома, пиперка да си гаснеш, да. Така, тоа што не за џабе нашите иселеници секој месец добиваат пакет со баклави, со сарами. Аме не за џабе ја напишале туѓината пуста да остане, така нели? Апсолутно. Сме работеле во врни ресторани каде што храната ја мислам дека дури понекогаш со Мишелин звезди и после одреден период, баш тоа зборевме со Филип, после одреден период ја не јадам на работа повеќе. Што и да имам, што и да ме стано пред мене, јас сакам да си отидам од работа и да јадам тоа што некој пат сум навикнат на тоа. Така е. Тоа што не конектира со нашето јас. Ајде малку за училиштето, имаме уште толку време колку да го споменеме. Се наоѓате на локација во Автокоманда, така нели? Моментално сме во Автокоманда, во ФЕМС институтот. Тоа е локацијски некаде до полициската станица во Автокоманда. Имаме локација, може да не најдат гледачите на Инстаграм. Јуни месец е месец на многу интересна понуда, имаме навистина интересна содржина на мастер класови, ќе ги споменам најблиските што ги памтам. Денеска вечер ни гостува Никола Мишковски, наш драг пријател, колега, го поздравувам и се гледаме вечер на класот за дивеч и како совршено да подготвите дивеч. Никола ќе открие многу тајни, он е еден од некрунисаните кралеви на дивечот во Македонија, поише од мислам 25 години во Хантерс лоџа од Камник работи. На 1 јуни ни доаѓа Вања Пушкар, сакам со задоволство да го најавам, наш добар пријател, колега од Белград, кој што е нели творец на New Balkan Cuisine, еден концепт кој што и ние во голем дел го почитуваме, не во голем дел, во огромен дел го почитуваме. Он го стави на една светска мапа, што е за голем респект. Така да реков 1 јуни Вања Пушкар, оставам Златко да ги надополни следните мастер класови за јуни. Наредно исто на 8 ни доаѓа гостинка од Ниш. Така. Пейстри шеф или Нови Сад. Од Нови Сад се извинувам. Готвач исто со искуство по Мишелин ресторани, доста добра девојка, ја очекувам исто на 8, па наредно доаѓа Александра Атанасовска или Алекс Пуци. Веќе ја знае гастрономскиот свет. Така. Тоа и потоа се редат, мислам дека 2 до 3 неделно ги имаме. Може слободно да не побарат да ве заследат на Инстаграм, така. Имаме распоредот за цел јуни. За цел јуни. Верувам дека ќе уживаат сите љубители на гастрономијата. Ние се изготвивме одличен муабет денеска и верувам дека инспириравме многу луѓе кои се расположени да ве пратат, да присуствуваат на овие мастер класови и посакувам огромен успех на училиштето. Ви благодариме за поканата, ви благодариме за можноста да гостуваме, ни беше задоволство. За крај имаме еден подарок за вас. Злате, ако може само, пази само со микрофонот, и сакаме да најавиме исто едно маслиново масло, да кажем со еве го, тоа е Кјавалон премиум квалитет од Истра. Набрзо ќе се најде во нашите маркети преку FG Кулинарското училиште. Ова е за вас, благодарам за вашето студио, за колегите, да го дегустирате и се надевам се гледаме во следна прилика. Ви благодарам многу, посакувам многу врвни кулинари да излезат од вашето училиште и многу наши сограѓани да ве заследат и да научат нешто добро и нешто убаво за да сготват на нивните сакани.